Ако Соединетите држави се обидат да не присилат на наше еднострано напуштање на нуклеарното оружје, ние веќе нема да бидеме заинтересирани за ваков диалог и можеме да ја преиспитаме одлуката за самитот, изјави заменик министерот за надворешни работи на Северна Кореја Ким Кие Гван за државната новинска агенција. Според него, Северна Кореја исто така не е заинтересирана да го напушти своето нуклеарно оружје во замена за економска помош. Никогаш не очекувавме поддршка од Соединетите држави за спроведување на нашата економска конструкција, додаде тој. Предходно, Пјонкјанг ги прекина разговорите на високо ниво со Сеул, осудувајќи ги воените вежби меѓу Јужна Кореја и Соединетите држави како провокација и против трендот на затоплување на врските меѓу двете земји. Во Стейт Департментот велат дека американските власти не се информирани за промената на ставот на Северна Кореја. We are operating under the idea and the notion that the president's meeting is going forward with Chairman Kim next month. Пред неколку денови, односно во минатиот четврток, председателот Трамп го пофали и му се заблагодари на Ким Џонг Ун што Слободна Кореја ослободи тројца американски затвореници, најавувајќи дека можат да се очекуваат добри вести од нивната средба. Но сега разговорите меѓу Северна и Јужна Кореја се замрзнати. Денешната средба меѓу двете земји требаше да се фокусира врз проведувањето на декларацијата од вонредниот самит во април, вклучувајќи ги и ветувањата за официјално завршување на Корејската војна и за целосна денуклеаризација на полуостровот. Портпаролот на Јужнокорејското министерство за унификација Байк Таехјун изјави: 북측이 남북 고위급 회담 일자를 우리 측에 알려온 직후 연례적인 한미 연합 공중 훈련을 이유로 남북 고위급 회담을 일방적으로 연기한 것은 За Пјонкјанг оваа вежба е намерна воена провокација во спротивност со позитивниот политички развој на Корејскиот полуостров.